Лека ноќ, јас сум Петар, а ова до мене е мојата колешка Јована. Лека ноќ, Петар. Лека ноќ, драги гледачи. Се надевам дека и вечерва сте подготвени последни да ги дознаете најновите вести. Сигурни сме дека ќе бидете чекор за ците доколку ги погледнете следниве содржини. Во најновите вчерашни новости ќе гледате ексклузивни снимки од теренските подготовки на опозициониот план Б. Како се употребува рекет, а како се удира спин. Вчерашни на час по тенис. Судиите демантираат, нема непотизам таму каде што сите се роднини. Вчерашни открива кој најмногу ја сака Македонија. Сега е толку лесно. Купувај за 1 секунда со Mastercard без контактните картички на Комерцијална банка. Забележи го апаратот, само доближи ја картичката и платено е. Толку лесно. Првите чекори ги направив на море. Мама беше таа што сакаше лето, а тато пак обожуваше зима и сакаше да станам позната скијачка. Но каде и да одевме, беше прекрасно. Сега веќе имам друга улога. Но кога патувам, се уште патувам со мојот верен партнер. Лета или зима, тука е за мене. Веќе 26 години. Позитивна вест. Политичките експерти сметаат дека сите патишта за решавање на кризата водат преку претседателот Ѓорѓе Иванов. Сигурно се прашувате зошто ова е позитивна вест. Затоа што после ова работите може да додат само кон подобро, полошо не може да биде. Инвестицијски бум во фудбалското Кочани. Општината и Кочанскиот водовод вложуваат сопствени средства во сосема нов систем за наводнување на тревата на стадионот на третолигашото Согово. Но Македонија не би била толку високо на листата на земји по иновативност, доколку ова не е повеќенаменски проект. Да погледнеме. Од општината се најавува дека со оваа инвестиција стадионот ќе може лесно да биде претворен во поле со ориз, производ по кој е познат градот Кочани. Тој како предизборно ветување најавува и основање на ватерполо тим Осогово, кој ќе игра на вие оризови полиња, со што и понатаму тој останува промотор на здравиот живот и спортските навики. На маргините на форумот во Баку, претседателот Иванов оствари билатерална средба со легендарниот казахстански лидер Борат Сагдиев. На средбата биле разменети мислења за актуелната политичка ситуација во Македонија, а Сагдиев му изразил поддршка на Иванов за цврстиот став за унитарноста и суверенитетот. Предлагам да го погледнеме прилогот. Борат побарал од него во никој случај да не се откажи од химната, бидејќи тој интимно е поврзан со неа, со оглед дека во еден од стихоите "Македонците се борат", директно се споменува неговото име. Иванов од своја страна му ветил на Сагдиев дека не само што ќе обстои во одбрана на името Борат, туку дека тој лично ќе стори се тие важни стихои да станат реалност, без оглед дали македонците се борат во вистинска смисла или во фигуративно, односно македонците се борат. Заврши посетата на Иванов на форумот во Азербеџан, но поради превид на царинските службеници на аеродромот, неговиот багаж се загуби. Во вестите директно го вклучуваме нашиот репортер Кузман. Статива, дали се слушаме? Да, Јована, се јавувам од главниот град на Азербеџан, Баку. Тука на аеродромот се обидувам да добијам некакви информации за багажот на претседателот Иванов. Она што е позначено е дека во еден од куферите претседателот Иванов го чувал мандатот. Па сега е вистинска енигма каде се куферот и мандатот. Неофицијално од авиокомпанијата ни информираа дека е можно куферот на погрешка да бил испратен за летот за Брисел. Така да најверојатно мандатот и иднината на Република Македонија се наоѓаат во седиштето на Европската унија. Кузман, остануваме на линк со тебе доколку дојдеш до нови информации, ќе се вклучиме повторно. Речиси целокупната екс-југословенска естрада застана зад иницијативата за заедничка Македонија. Поддршка на протестите им дадоа Мирослав Илич Бајага, басистот на Прљаво казалиште, кој сакаше да остане анонимен, но тоа не е се.
Според последните информации за зачувување на унитарноста и сувереноста на Македонија, со своји стихови подршка даваат и најголемите светски музички звезди. Прв иницијативата ја поддржа музичаро роден у Ливерпул, попознат како дел од Битлси, Џон Ленон. Он у 1967 година ја напиша песната All You Need Is Love, со шо јасно и недвосмислено изрази поддршка кажувајќи дека се што ви треба е лав. Овоа нормално алудира на лаво на грбо на ВМРО ДПМНЕ. Овоа не е изолиран случај у Битлси, па така и Пол Маккартни изрази поддршка пишувајќи ја песната Love Me Do, или ако ја разложиме збор по збор, би дојдело Лав ја правам или Направи ме лав. И женската група Pointer Sisters се јави со реакција у нивниот хит We Are Family, со кој тие потсетуват дека како кај нас, така и секаде у свето, фамилијата е приоритет у државата. А осамена во поддршката на Зоран Заев е најголемата балканска фолк звезда Цеца, која пред својот концерт во Скопје беше во посета на Струмица, каде се сретна и разговараше со градоначалникот Зоран Заев. Во пријатна и пријателска атмосфера, Цеца и Зоки разменија информации за актуелната состојба у земјата, при што он ја информираше за неуставниот чин на председателот Иванов, кој не му врачува мандат за составување на новата влада. Познатата пејачка ги пофали и Струмица и Македонија, но жестоко се спротивстави и на ваквиот однос на македонскиот председател и побара од него да го почитува највисокиот законодавен акт и да му го довере мандато на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Свака реч би била сувишна. Браво за све из Струмице, за читаву Македонiju и браво за градоначалника. Могao би да биде и премиер. Па Цеца, ако не може да го убеди председателов, стварно не знам кој може. Се согласувам, Јована, апсолутно, а ние продолжуваме со вчерашни. Повторно е време за една приказна. Овој пат приказна за едно семејство, една војна и еден прехранбен производ со рок на траење. Жено, стај вода, еве ти ги макароните, стај ги па да јадеме. Нормален си ти, бе? Дали си нормален, бе? Зашо? Какви макарони, бе? Ти не гледаш, бе, на телевизија, бе, војна ќе има. Бе, чувај ги макарони, бе, нема да имаме што да јадиме. Ви професоров што пише? Војна ќе имало. Да, јас ко ти велев, канта тропаше. Сега професор некој треба да ти каже за да видиш дека војна ќе имало. Него тупи, жити си. Што сака нека има. Залиха макарони имаме. И тоа што вика. Старо, што сакаш бе за јадење? Не знам, што има? Има овде некои макарони. Напре ги да? Што? Абе, на овие руко му е поминат. А сега ако фати војна? Во соседното студио го имаме Мартин 99, кој е роден подготвен за следното интервју. Мартин, кој ќе има честа денеска да ти прави друштво во студиото 83? Јована, ќе мора да те поправам. Значи, јас ќе ја имам честа да разговарам со најголемиот патриот и македонец, но тоа е се што можам да ти откриам во овој момент. Така е, Мартин. Драги гледачи, деталите заедно и последни ги дознаваме подолу во вестите. Доаѓаат великденските празници кои со себе носат дури 4 неработни дена. Колкав е интересот на македонските туристи и каде ќе се патува? Да го чуеме рапортот на нашиот Ланче Пашазотов, кој беше во една од најпопуларните туристички агенции кај нас. Така е, студио, се наоѓаме во туристичката агенција Трансмет и Млеко, или Трансмет скратено. До мене е директорот на оваа агенција, господинот Кочо, кој што ќе ни објасни нешто повеќе околу понудите за оваа пролет. Така, еве, значи во оваа сезона највеќе се бараат долгогодишни аранжмани. Значи, она се што беше, нели, 7 дена одмор, 10 дена одмор, па, не знам, екскурзии, посети, ноќевање со доручек, па само преспивање, тоа е веќе демоде. Значи, никој повеќе не бара, како да кажам, такви аранжмани. Сега се, значи, најбарани оние повеќе годишни аранжмани на ексклузивни, нели, дестинации. Сега, да се пофалам, значи, ние сме актуелни по тоа што имаме една понуда за една екзотична дестинација во која што е вклучен и бесплатен азил. До душа малку е поскапа, но тоа е сепак, нели, за луѓе кои што
не желат пари за да ја напуштат земјата. Што им е најважно на туристите кои бараат својата дестинација? Така. Па воглавном се бираат дестинации со кои што, значи, Македонија нема подпишано договор за екстрадикција. А дали е точно тоа дека се појавила нова нелојална конкуренција на пазарот? Има една агенција, мислам дека се викаше Мира Маркович Травел, меѓутоа ние не ја гледаме како конкурентска фирма затоа што таа работи воглавном со Русија, а ние работиме со целиот свет. Добро, и само уште едно последно прашање. Превозот ваше или... Чекај, на што алудирате вие? Ајде ќе ве молам да станете и да си одите. Ти ќе ми кажеш, нема да си одиш, да си одиш. Кога сакам, јас тоа ќе си одам. Сега сакам да си одам, сега ќе си одам. Да си одиш. Да си одиш. А откако апелација го потврди притворот за Сеат Кочан, со своја реакција се јавија етничките заедници во земјава. Да погледнеме. Апелација го потврди притвора на бизнисменот Сеат Кочан. На овоа реагира бошњачката заедница у Македонија со став дека пресудата е тенденциозна и е напад врз бошњаците. По нив со свое соопштение реагира и Сдруженијето на македонците муслимани, според кој ако притворот за Кочан е напад врз бошњаците, тогај затворот за Рамковски е геноцид врз торбешите. Навистина имам големо задоволство што вечерва со мене во студиото е најголемиот македонец. Тука со мене е еден од тренерите кој што ќе ни објасни што поточно се случи овде. Сега е толку лесно. Купувај за една секунда со Mastercard без контактните картички на Комерцијална банка. Забележи го апаратот, само доближи ја картичката и платено е. Толку лесно. Староградско, единствено пиво создадено од најквалитетни, внимателно одбрани зрна јачмен и хмелј, направено по традиционален рецепт, со уникатна боја, цврста пена и посебна арома. Староградско, момент на вистинско уживање. Лажеш, сладко, лажеш, душо, лажеш, вештице. Вие гледате вчерашни новости. Еве на текстот ми оставено празно и не знам кој прилог треба да го најавам, така што од режија пуштете што ќе ви текне. Од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија најавуваат дека ќе почнат со спроведување на план Б, иако злобниците се сомневаат во постоењето на тој план. Сепак, ние не би биле вчерашни ако не го истражиме ова. Затоа ексклузивно го имаме планот Б на СДСМ. Неговата специфична опрема и важните потези што може да се одиграат со него го прават тенисот особено популарен во Македонија. Токму затоа и македонската влада во изминатите години инвестираше огромни суми во изградба на терени на кои уште од млади нозе ќе се вежба со рекети и ќе се удираат спинови. Преку камерата на вчерашни од студиото веселиме директно на тениските терени. За белиот спорт разговараме со еден од најреномираните тренери, господинот Миле Паника. Добар ден! Денеска се наваѓаме у тениската школа Мој рекет. Као што може да видите, денеска тука ќе работиме со представници од Унијата што са на млади спинери. Ќе збориме за спинот како таков и негова примена у тенисот и у животот уопште. Ама, пред да побидеме на това, мора да ги видиме сите што са елементи на тениската игра, без кој што не може да има спин. Прво и основно средство за ракување или такозвана манипулација ти е рекет. Значи, ако немаш рекет, не можеш да имаш игра. А секој рекет си бара чврста рука, затоа што ако немаш чврста рука, он може да ти испаде или да ти се излизга од руки. Значи, добар рекетар, тоест тенисач, мора да удара, да знае да удара и бекхенд и форхенд. Бекхенд, форхенд, и тоа треба да ударе до 5-6 пути. И тоа јаки. И сега доваѓаме и до главните ударци што се у тенис, тоа ти е паралела, кога ќе збрчи овака од десно, кога му е на ој лево. И сега идеме со краљ на сите удари, а тоа е спинот, кога ќе ја свртиш вака.
Уз помош на спирување така се извртува лоптата да сите добијат лажна слика за тоа како ќе заврши поенот. Спин обогучава да се преварат и противникот и публиката. Това значи дека поентира тој што боле ќе испинува. То се применува не само у тенис, него и у други спортове, рецимо у политика. Добар спинер е рецимо некој кој што знае криминалот да ти го испинува у патриотизам. Или да те подели као никату историја и после да се обвини тебе дека ти си тој што ја поделил државата. И сега некој ќе ме пита што ако противникот или публиката го прочитаат спинот. Па тука, као и за све у животот, за тенисачот ќе биде најважно на кој тенисер му е наклонет судијата. Това би било со студио. Од режија ми јавуваат дека го имаме Кузман на линк. Кузман, дали се слушаме? Да, Јована, здраво. Се јавувам од Брисел. Овде немаат информации за изгубениот багаж на Иванов. Тврда дека ако воопшто имало некаква грешка, тогаш не е до нив, туку проблемот е до тој што го носи багажот. Смета дека би било добро да се обратиме до Тирана, од каде што председателот имал трансфер до Скопје. Кузман, не ти е тоа Брисел? Да, Јована. Добро, Кузман, ти благодарам. Навистина имам големо задоволство што вечерва со мене во студиото е најголемиот македонец. Тука со мене е еден од тренерите кој што ќе ни објасни што поточно се случи овде. Доказ дека владата и владачката партија никако не е поврзана и не влијае врз судството, се и најновите кадровски промени. Зашто точно станува збор? Со деталиот пред судот се јавува нашата Слободанка Лешник. ТНТ пред судската палата. Денеска со мене е судиката Бисера Сваровска. Госпоѓо Бисера, кажете Бисера, како сте? Добри? Здраво. Кај сте бе вие на слава? Ќе дојдеме. Добро. Ова ми е внука од Золва, а обвинителка. Кажете? Сакав да ве прашам нешто повеќе околу измените на кривичниот закон. Тетка Бисера тука, чекај малце. Кај Тетка си, бе, Бисера. ти? Па како си ми ти, добра ли си? Супер. Што Јово, како е? Добар е. Да не те задржам на судот. Ајде. Ова од Бртучетка внук. Сега ќе го префрлат сега од апелација, судија ќе биде. Кажете? Добро, сакав да прашам уврска со измените на кривичниот законник. Нешто повеќе... О, здраво. Ајде. Ова од кумот добре. Чека да го изберат за врховен судија. Извини, заборавив за што зборевме? Па нормално дека ќе забравите зашо зборевме кога цела фамилија сте се учукали у судо. Ама па сега што да правам јас кога сме голема фамилија? И само сакам да апелирам до сите медиуми и до политички партии да престанат со притисоци и обвинувања за непотизмот во судството. Тоа се само инсинуации за да се наруши кредибилитетот и угледот на македонското правосудство. Јована, дали имаш некое прашање од студио? Да, госпоѓо Сваровска, имам прашање. Се зборува дека и председателот на апелациониот суд ви е роднина. Вистина ли е тоа? А не, тој не ми е роднина, тој ми е маш. Добро, да. Ние продолжуваме со вчерашни. Навистина имам големо задоволство што вечерва со мене во студиото е најголемиот македонец. Па, веднаш да му кажеме добро вечер на Гечевски. Здраво, баце, како си? Добро, баце, еве, на гости малку. Види, ова е домакинска куќа, па да не должам многу пред да почнеме со разговорот. Кавадаречка или Неготинска? Па, јас сум локал патриот и би преферирал Кавадаречка. Сега, како спортист не пијам редовно, ама еве, за друштво. Добро, еве, по една Кавадаречка може, така? Па сега, ама гола ракија не оди, да е малку и салата нешто. Малиот е истрениран, мали и салата. Така. Кажи ми, веднаш би започнал јас со разговорот, здраво. Кажи ми, какво е чувството да се помине под триумфалната капја со кабриолет автобус? Па добро е чувството, убаво чувство. Меѓутоа треба да се внимава малце на главите. А и исто така беше одлично тоа што имаше 100.000 луѓе да не пречекаат за тоа што го направив. Така. Зашто баш број 11? Традиција. Татко ми ја носел на времето кога играл во Тиквеш, продолжив ја по неговите стапки. Дали постои поголем македонец од тебе? Па мислам дека не. Уствари Пеџа Самарџиски, меѓутоа тој не е во Македонија, така да мислам дека сум јас најголемиот. Колку си висок? 2,10. Де стани да бил? Еве, баце. Стани ти малце. Станат сум бе, баце, толку ми е, не можам ја поише.
Добро. Ја куцаш се од место? Па сега тешко, сега порано помалку, а сега тешко. За кого навиваш? За работнички. Каква е состојбата во Македонија сега со кошаркава и има ли иднина? Па Македонија има иднина, како што имала претходно, така има и сега. Што би сменил ти во фудбалот во Македонија за да има успех? Види, јас фудбал слабо пратам, така да секоја чест на младата фудбалска репрезентација, меѓутоа главните проблеми на фудбалот не ги знам. Кажи ми вака као млад пензионер, дали користиш бенефиције што се... Славо, немаме ние бенефиции, немаме ни пензиско осигурување, така да ние сме млади пензионери без бенефиции. Значи нема жичара, нема автобус, нема ништо. Нема ништо. Баце, на Википедија викаат дека ти си пример за останатите генерации како треба да се сака Македонија. Сакаш ли ти Македонија? Ја сакам Македонија. Колку ја сакаш Македонија? Ај покажи со рацете. Волка сакам Македонија, бе. Ај нека дојде некој да каже дека повеќе ја сака Македонија од мене. Немој, бе, баце, не покажи више, баце. Колку ја сакаш Македонија? Извини, баце, ама ја толку ја сакам Македонија. Во ред, значи, ја сакаме Македонија, тоа беше се за вас. Баце, за Македонија. За Македонија. А со најавата на опозицијата за влез во собранието се селиме во исторениот штаб на една политичка партија. Со нас е Ланчо. Ланчо, дали се слушаме? Се наоѓаме во тренинг центарот на политичките партии кои што се спремаат да влезат во собранието. Тука со мене е еден од тренерите кој што ќе ни објасни што поточно се случува овде. Како се одвиваат самите тренинзи? Видете, како што можете да приметите, веќе припремите, тренинзите траат, нели, за влез во собрание и развивме техники со кои што ќе си го лесниме истото. Знаеме дека постои можност да имаме одредени препреки, меѓутоа ние ќе се соочиме со тие препреки. Така да развивме техника на брз старт и поминување на протестанти, развивме техника на ползење меѓу толпа, техника на влезна мала врата, техника на оградоскок и техниката на фаќање фотелја и задржување на истата во наредните 4 години. Исто така користиме и најпознатата македонска техника, измете да прашам само, да прашам само со цел да се бутнете меѓу толпата и да искочите напред. Освен физички, битно е да се каже дека ние се припремаме и ментално. Така да со помош на моќта на камелеон, некои од нас ќе се преправат како хигиеничарки, други ќе се преправат како келнери, трети како персонал, некој како мебел можеби, и така еден по еден ќе влегуваме во собранието со цел да формираме влада. Ви благодарам. Ете студио гледате, собранието и пратениците се конституираат и се спремаат за да влезат во собранието, а посе изгледа како што се изгледаат доста спремни, посе изгледа дека ќе влезат. Студио? Ќе влезат што ќе влезат, ама како ќе излезат? Тоа ти е Јована македонска работа, добра идеја, лоша реализација. А вклучување во вестите побара нашиот репортер Кузман, кој има нови информации за изгубениот куфер на председателот Иванов. Кузман, повели. Кузман. Да, Јована, еве се наоѓаме во главниот град на САД, Њујорк. Конечно, со помош на информации од ЦИА, успеавме да влеземе во трага на куферот со мандатот. Куферот воопшто не бил ни пријавен на тргнување од Скопскиот аеродром. И според разузнавачките податоци на агенцијата, мандатот со куферот заедно се наоѓаат во лицето НГ од Скопје. Така, фала Кузман, среќен пат за назад. Тоа е тоа, драги гледачи, се обидовме да го најдеме мандатот што го нема во куферот кој го баравме, но целата паника била безпотребна. Судбината на Македонија цело време била кај нас. Секогаш убаво дотеран и подготвен, не чека нашиот Силвестер и оваа емисија со милозвучен глас тој ни кажува какво е времето во нашата сакана Република Македонија. Лека ноќ, драги мои. Времето оваа недела во климактериум. Променливо за тие што не знаат. Можни се ветришта од запад кои ќе стигнат само до Тетово и Дебар, но имаат сила да направат и бура во другиот дел на Македонија. Оваа недела ќе е воглавно суво, затоа што пресушија солзите предизвикани од писмото на Ѓорѓе. Биометео неповолно со можни главоболки кај лицата што живеат на повисоките места, како на пример водно. Совет, престанете да ги криете нозете, шетајте. Петар, после гостување во денеска изгледа ни јасни не сме најголемите македонци. Не знам, Јована, јас сепак мислам дека не е се во големината.
Така е, Петар, но сепак е важно. Може би е важна, но пред да продолжиме со оваа глупава дебата, мислам дека е во ред да ја одјавим и оваа емисија. Останавте чекорзаците, дознавте последни. Доколку ја изгледавте премиерата, можете да си повторите со репризата после филмот. Добро утро. Добро утро и од мене.